По наредба најавен обвинител од основното јавно обвинителство во Прилеп, денеска се изврши обдукција врз телото на 8-месечното бебе, кое што во саботата попладнето почина при транспорт со возило на итната медицинска помош од Прилеп кон комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. Според Прилепската болница, бебето било донесено од страна на родителите во исклучително тешка здравствена состојба. Неухрането и било тешко само 3 килограми, иако било старо 8 месеци. По прегледот од страна на педијатар на детското одделение, веднаш била донесена одлука тоа да биде препратено во Скопје. До тогаш родителите немале побарано друга лекарска помош за бебето. Инаку бебето е фантом и нема извод од матичната книга на родените. Од Прилепската болница истакнаа дека патронажна служба претходно не можела да го посетува семејството и да ја знае здравствената состојба на бебето, затоа што тоа не било воопшто внесено во системот на државата. Од Центарот за социјална работа во Прилеп велат дека ниту една институција досега не побарала помош од нив околу овој случај. Не се запознати дека имало запоставување на дете, ниту пак можеле да постапуваат по некој ваков случај, ако за истиот нема пријава од физичко лице или некоја институција до нив како центар. Без пријава за состојбата на семејствата кои што се корисници на некоја услуга од кај нив. Единствено можеле да забележат нешто кога се правил годишниот редовен увид. Што се случило точно со бебето и дали има затајување некаде во системот за да дојде до ваквата ситуација, треба да покаже истрагата. Инаку денеска Државниот санитарен и здравствен инспекторат ќе иницира формирање на комисија со цел да се утврди дали има пропусти во начинот на лекувањето на родилката и новороденчето од Ресен, кое што минатата недела почина 30 часа по породувањето и кое откако му се влошила здравствената состојба, од Битолската болница беше испратено на детската клиника во Скопје, но и тоа почина при транспорт. За сега бил извршен вонреден инспекцијски надзор во Битолската болница и на клиниката за детски болести во Скопје, како и во приватната здравствена установа доктор Тони од Битола. За еден месец, ова е четврти случај на починато бебе во нашите болници или при транспорт во Скопје. Освен овие два случаи, претходно починаа и 9-месечно бебе во Охридската болница и 7-месечно бебе од Вевчани во специјалната Охридска болница Свети Еразмо. Сите случаи се под истрага.